Имам впечаток дека безброј пати досега, но попусто сме констатирале дека е нешто труло во оваа држава, алудирајќи на онаа позната Шекспирова од Хамлет, дека е нешто труло во државата Данска, каде што одамна се средени работите барем многу повеќе отколку овде кај нас во Македонија, меѓутоа и на Балканот. Соседите од Србија со месеци се на протести од несреќата на 1 ноември во Нови Сад, кога падна настрешница на железничката станица. Македонците вчера почна во Кочани со еден мирен протест кој потоа прерасна во насилство и гнев, се истури гневот на улиците. Денеска е закажан јавен протест во 18 часот на плоштадите ширум земјата. За паралелата на разочараните и гневни граѓани во Македонија и во Србија поради нефункционалноста на системите. Во продолжение зборувам со Дејан Србиновски, мој колега од Слободен печат, и Горан Илиевски, партија на македонците во Србија. Добре дојавте во студиото на таа. Добро утро и благодарам за поканата. Корупцијата е смртоносна насекаде, не бира граници, не бира националност, пол, вера. Каков е вашиот впечаток за се ова што се случува и како ги доживувате овие тешки моменти? Ајде, јас би почнал прв, ако ми дозволи гостинот. Изразите за сочувство, болката и тагата на починатите се незаменливи. 59 семејства се завиени во црно, 59 семејства ја завија Македонија, со тој Балканот и Европа во црно. За жал, оваа трагедија не е ниту прва, се надеваме дека ќе биде последна. Кажува токму она што го говоревте и вие со првиот гостин, иако доаѓа од сферата на забавата и на ноќниот живот, Пеце од Суперхикс, кажува какви пропусти има системски во земјава, какви пропусти има општествени и каква општествена раслоеност има во секоја пора во општеството. Овие црнила и, за жал, овие настани кои што сме сведоци изминативе неколку дена, не е новина и представуваат една слика на она што ни се случува на општеството, една слика на она што ни се случува на улица со пријателите, со колегите, во семејствата. Представува една слика која што, за жал, не изостанува, морам да употребам овде малку една поостра терминологија, и политичкото лешинарство, за жал, сме сведоци дека и е присутно во оваа несреќа. Од една страна имаме и лелекање и жални пораки и барање на одговорност од дел од другиот кампус на политичари, но едно мора да се напомене дека едните и другите морат да ја спуштат главата пред народот и да се извинат и сега, како никогаш досега, да се најде одговорност за причините за оваа црна трагедија. Можно ли е тоа да се случи само преку политичките партии од власта и од опозицијата, преку таа борба против административната корупција што ја најавува премиерот и власта, дека ќе бидат безкомпромисни кон сите што се огрешиле без разлика од чии редови доаѓаат, или е потребна една поголема, подлабока морална еволуција или преродба или револуција на македонскиот граѓанин, бидејќи генерации луѓе не израснаа со тој код дека во земјава не можеш да просперираш ако не си член на една партија, друга партија, или ако не потплатиш некој административен службеник за било што да се заврши работата, потребен е човек. Не може ништо да се заврши без ургенција, без мито, без плаќање или без притисок. Имаме политичар во студиото. Вие, Илиевски, се доживувате како политичар или како македонец. Бидејќи Дејан вели политичарите да се наведнат да се извинат за се што направиле. Генерално е чувството дека политичарите ја заробија државата некако. Видете, прво би изразил сочувство за овие фамилии, 59 жртви, и за овие што се бориме да преживеат, што се во тешка состојба, да кажам еден убав гест од студентите од Белград, кои обезбедиле 50 сместувања за родбина на нашите деца што се лечат на ВМА во Белград, така да отворено може да вам оставим контакт, да се јават во Белград на студенти на факултет на физичка култура. Имате обезбедено 50 кревети за сместување со храна за комплетниот период док трае борбата и лечење за тие деца. Бидејќи ваква понудата, апел до колегите од режија, ако може да го испишат телефонскиот број од Телма, и ако некој од нашите и луѓето кои не следат во моментов, имаат потреба од сместување во Белград поради лекување на нивни блиски настрадани во
несреќата во Кочани сега во наредните денови, да се обратат во нашата редакција, бидејќи ке преку нашиот гостин Горан Илиевски ќе им овозможиме контакт со студентите од Белградскиот универзитет кои нудат бесплатно сместување за нашинците таму. Таму ќе бидат пречекани од една позитивна енергија, од исто така млади луѓе кои ќе сочувствуваат со нив, кои ќе имат огромна емпатија према ова нашата загуба, jer и тие има една загуба, пошто се дигнала цела држава. Цела држава се бори против она што сега ни предстои на нас. Корупција почна да убива и во Македонија. Не почна, корупцијата убива уште од времето на Ласкарци, да не споменувам трагедиите претходно, ни потона брод во Охридско езеро, да не се навраќам на авионските несреќи, да не се навраќам на модуларната болница од скоро, несреќата на Беса Транс во Бугарија од скоро. Се е тоа корупција. Фросина ја усмрти пијан возач на кој помина на црвено без дозвола, ноќен клуб Кабаре без лиценца усмрти 59 луѓе. Имаше протести за Фросина. Секој чудо за 3 дена во Македонија. Не, ова чудо во Србија трае веќе 4-ти месец. Овие млади деца што држат лекција на целиот свет, како со мирни протести, како со љубов, со емпатија, со сочувство, може да се победи еден режим. Еден канцероген, коруптивен режим кој разори Србија. Ние во Македонија немаме впечаток дека во Србија толку лошо се живее. Зошто е таква сликата? Тоа е привидно, тоа е владавина со медиуми, со погрешни информации, кога нон-стоп изнесувате, ние сме најдобри во Европа. Не, јас ги следам N1, јас токму спротивно, го следам N1, но немам впечаток дека србите живеат многу полошо од нас или дека живеат во еден авторитарен, корумпиран режим. Како инаку колегите од N1 би можеле да го зборуваат тоа што го зборуваат и да го прават ако станува збор за диктатура од такви размери како што велите? На микроплан во сите средини е тотално друга приказка. Значи, народот е толку разочаран дека више она што вика Балашевиќ прекардашило. Корупција на секој чекор. Само тие што се од СНС се привилегирани, ова е држава на СНС и више све почна да се распаѓа. Ова е една пирамида поставена наопако и еден човек решава за све. За све се прашува, све одлучува. Тоа не може да опстане више. На народот више му е доста и не сакаат више да имаат терор од СНС, не од еден човек, од СНС. На локално ниво следниот чекор е да се прават народни зборови. Ова беше еден голем плебисцит во Белград, каде што излегува над 300.000 луѓе, што признаваат сите светски медиуми, а ти го лажеш својот народ дека било само 100.000. Нон-стоп се пласира една перманентна лага преку неговите 5 национални телевизии кои се под директно негова контрола и вршат политички маркетинг на власта. Евидентно е незадоволството таму, се гледа дека студентите сакаат промени, сакаат функционален систем, затоа велам корупцијата убива насекаде. Меѓутоа и тука не би дебатирале дали има некаква позадина за она што власта го нарекува шарена револуција или не, бидејќи незадоволство има. И тоа треба да се почитува и нешто да се менува. Меѓутоа, еве Дејан, ти како колега, како новинар, јас велам повеќе како извор за случувањата во Србија ги користам вестите и политичките емисии на N1 отколку на провладините медиуми таму. Меѓутоа, низ годиниве назад немам впечаток дека во Србија е толку страшно да се живее, бидејќи Србија на еден или на друг начин работи, се случува нешто, се гради многу повеќе и подобро отколку во Македонија. Дека има некаков систем подобар од Македонија. Дали грешам ја или впечатокот може привидна нека обсервација која што претпоставувам и сите овде македонски граѓани ја гледат кон Србија како една земја од поранешна федерација. Гајме некакви блиски чувства каде што секој позитивен чекор од нивна страна и овдека се рефлектира. Поврзеноста на двете општества само можеби се пресликува во она позитивна страна. Негативната страна, односно сите оние детали кои што ги говореше гостинот околу корупцијата, околу невладењето на правото, за жал не се пресликуваат во медиумите, треба да се оди да се појде да се разговара со обичниот граѓани. Обичниот граѓани кој што гледаме веќе 2 месеца е излезен на улица во соседна Србија, кој што ја чувствува таа заробеност како што велат тие.
Имено сегашната влада во соседна Србија е на власт некаде околу 12 години. За овие 12 години имаше неколку и афери, имаше неколку и политички дестабилизации. Она што е значително и што треба да се истекне дека за сега овие протести или случајно се еден апарат кој што сегашната власт за жал не може да ги контролира. До сега имаше неколку обиди за исти вакви протести од опозицијата, меѓутоа таа 12 годишна власт на владеачката партија во Србија успеваше многу итро и многу политички коректно да ги разбие опозиционерските протести до сега, за разлика од сега, каде што за овие протести не стои ниту една политичка партија во Србија, не стои ни еден политички чинител кој што би можел да го препише тоа како негов поен, и токму сега е проблемот кој што актуелната власт во Србија не може да се воспостави, односно не може да ги подкупи, не може да излезе во пресред на нивните барања и едноставно нема политички чекор кој што би можел да го сопре тој надплив или тоа пролетно будење во Србија, кој што очигледно го зафаќа и Балканот. Бидејќи и двајцата тврдите дека незадоволството таму е автентично, проаѓа од младите, веројатно имате чувство дека таму се случува онаа морална еволуција, преродба или револуција што јас сметам дека е потребна и во Македонија, бидејќи не можат тоа политичарите да го завршат. Колку е ситуацијата слична или различна со моралната свест кај македонските граѓани, зборувам во целина. Нека е одлучноста на една или друга политичка партија сега да се справат и каква поддршка ќе добијат од опозицијата, или на фактот што во Србија нема силна опозиција која би можела да го турне она што вие го нарекувате авторитарен режим или авторитарното владење на претседателот Вучич. Ни треба ли и нам морално будење од пошироки и подлабоки размери? Го поставив прашањето веќе еднаш. Или може да ни ја завршат работата политичарите? Морам да го цитирам Гоце Делчев. Булевар Гоце Делчев беше еден од големи булевари на Белград, го сменија името, ама духот на Гоце Делчев и ден денес се виори и над Белград и над Македонија. Неговата мисла, морам да цитирам, моралната револуција, револуција на умот, срцето и душата на еден робски народ е најголема задача. Тоа се случува во Србија. Децата покажаа како со љубов, со емпатија, со ширење позитивна енергија, не насилно може да го дигнат целиот народ. Оно што ниедна политичка партија не успеа никогаш да го објединат народот. Зад студентите застанаа сите. И земјоделци, и просветни радници, и нивните професори почна да учат од своите студенти. Тоа е нешто што ни треба и овде на нас во Македонија, една сплотеност, една морална револуција. Да се погледаме во очи кој сме и што сме. Зашто подлегуваме на таа корупција? Корупција е канцер на друштво, канцер на држава. Мора да се сједини македонец со македонец и со сите кои живеат овде, да се погледаме и да кажеме да, сакаме да се бориме против ова корупција. Зошто мислите дека ако го преспавме Ласкарци, Беса Транс и модуларната болница, сега би било нешто поинаку? Дали во меѓувреме се случи нешто многу различно, па младите денес кои израснаа во период, во цела една деценија, генерација на нови луѓе кои се образуваа, учеа, некој дел од заминаа веќе во странство или оние што останаа тука, ги научија исправните нешта, научија што е добро, а што лошо. Кога гледаме дека сакаат да ги завршат работите по покусиот пат, мисля дека не треба да се чека наред, туку треба да се... За жал, Горан, да, би се сложил со оваа констатација твоја или твое прашање, меѓутоа би сакал да надополнам дека ова е таа црвена линија каде што македонската држава, општество и македонскиот граѓанин не може веќе да пројде од другата страна, не може македонското општество повеќе да заборава и да не се сеќава на сите оние жртви кои што ги набројат и во неколкуте несреќи од самото наше осамостојување со падот на авионите, со хеликоптерски среќи и така натаму и така натаму. Како професионален новинар, сиве овие години некако несреќите ги гледавме низ призма само на бројка и гледавме несреќите како низ призма за она професионалниот дел ние да се завршиме работа, меѓутоа оваа последна несреќа која што предпоставувам останавме нерамнодушни кај сите дома и ја осетивме на своја кожа,
ни дава на дознање па и ние новинарите како професионалци дека од ова не може да се иде понатаму. Мислите дека трагедијата во Кочани ќе биде таа капка што ќе ја прелие чашата и дека тука Убеден почнува моралното будење на овој робски народ како што го цитиравте гоце Делчев? Точно така. Ова што Како ќе се случува тоа? Нема да заврши ова како секое чудо за 3 дена до сега? Се најавуваат, значи почна огромна емпатија да се раѓа во народот. Народот е свестен што се случува. Нефункционална држава, нефункционални институции, каде го да се појавите, секаде ви бараат мито. Злочин е и да се дае и да се бара мито. Овде више немаме владавина на право, значи корупција влезе во сите пори на ова држава. Ако ова не се схвати превише сериозно, ова ќе биде војна со корупција. Војна, народот тој кој може да се избори. Немаме институции кои може да спроведат борба кога се коруптирани. Зашто мора да се направи нешто ново, нека нова организација, ко во време на прохибиција во Америка 31 кога се направи една специјална единица која уништи криминал. Таа мафија беше побезазлена од ова корупција која владее на овие простори, и во Србија и во Македонија. Ја морам да кажам оно што сите го знаат, дека имавме 2001 војна. Терористи кои цел свет, почнувајќи од Америка, ги стави на терористичка листа, ние ги немаме ставено на терористичка листа. И денеска имаме тероризам во Македонија. Тероризам кој пресоблече униформа од УЧК стана со одела министри. Зашто УЧК не е забрането со закон во Македонија? Секаде во свет терористички организации со закон се забрануваат. Ми од нив направивме министри и премиери. Кај е корупцијата? Министерот Тошковски вчера вели ќе се згрози на македонската јавност кога ќе разбере за колкави суми, а мито е во позадина, биле издавани тие фалсификувани лиценци и како било дозволувано кабарето Пулс да функционира со години наназад. Целата наша држава е заснована на мито и на корупција. Дали сликава што се случува последниве денови во Македонија ве потсетува можеби на периодот на Србија по убиството на премиерот Зоран Џинџич и неопходноста за, имаше и такви прашања вчера на пресконференцијата, за воведување можеби од вонредна состојба и овде, ако власта е решена како што декларира безкомпромисно да се пресмета со корупцијата и криминалот, бидејќи во спротивно се доведува прашањето дали ќе ја зачуваме државата. Слично како и некои серии што сме ги гледале, а потсетуваат на, односно се базираат на борбата на некои држави со наркокартелите во сопствените редови, она што го правеше Колумбија во 80-тите години или Мексико во првите години, првата деценија на овој век, кога беше прашање на држава или мафија, па мораа да влезат во безкомпромисна битка и да навистина. Дали е Македонија во таков момент? Колку потсетува ова на март 2003 кога Србија ја спроведе акцијата Сабија за да расчисти со криминалот? Ова состојба е сега уште во поодмината, во канцерогана фаза која беше е предумирање. Ако сега нешто не се направи, треба да се случи морална револуција. Поддржувам власта за безкомпромисна борба, ако сакаат да ја сачуваат државата. Схватете го многу, многу сериозно. Ова се случува више во Србија 3 месеци. Тие таму ќе победат. Не може злото вечно да трае. Доброто и позитивната енергија на овие деца, на студенти, ќе победи. Затоа што власта губи контрола, има непредвидени потези, ноќеска со пендреци, има снимци како нападнале студенти во Нови Сад. Полицијата. Вучич има се уште власта, меѓутоа моќта ја загуби. Би сакал да направиме една паралела во однос на тоа, на вашето прашање, Горан, и како тоа би се рефлектирало и дали македонската држава, институции, закони сега одлучно би кренале во борба против корупцијата, криминалот и коруптивноста во Македонија. Да, сега е, како што напоменав, тој клучен момент. Меѓутоа, имаме една трагедија или една историја овдека, се што се случува во соседството многу лесно се префрла кај нас. Говорам овде и за косовската криза, говорам овде и за оние од 90-тите години, за санкциите, потоа за економските ембарга. Лошо е што, и во Србија се случи еден ваков немил настан и сега кај нас, меѓутоа, со многу поголеми размери. Србија очигледно
си ги решава своите домашни работи на начин кој што претпоставам тамошната јавност се заеднички решила да ја реша. Меѓутоа, кај нас во Македонија сите овие 35 години, иако морам да потенцирам тука дека Македонија има институции, има добро законодавство, кое што за жал недостасува негова примена. За жал сите 35 години од нашата независност, ако можеме така слободно да кажеме, одека во Македонија некако не бевме одлучни да се сочуваме државата, унитарноста, не бевме одлучни да ги направиме оние реформи не само на хартија, туку и да ги спроведеме на терен. Бидејќи времето ни завршува за емисијата, сакам да бидеме поконкретни. Велите студентите ќе ја добијат битката. Веројатно се оваа политичка длабока криза во која се наоѓа Србија треба на крај да заврши на избори. Во секое демократско општество е така. И кога правиме паралела, Србија е, да речеме, назад во однос на некој период што го помина Македонија, и во Македонија она што некои го нарекува режим, битката против тоа се случуваше пред повеќе години и сето тоа мора да заврши вака или така на избори. Веќе власта размислува за избори, конкретно више во јуни, почеток на јуни, дава 2 термини за можни избори. Најголемо гласачко тело ќе биде телото за студентите. Студентите ќе артикулираат својот покрет во некоја здружение, во некоја партија. Ако прогласат партија Индекс или прогласат партија Студент, јас сум сигурен дека народот највише гласови ќе даде за тоа здружение. И ќе успеат да ја поразат СНС на избори. Затоа што и ќе го поразат СНС, затоа што сите тие методи контра законот што ги применува една цела машинерија за крадење на гласови ќе биде поразена. На нашите студенти овде им препорачувам да се огледаат на студенти од Србија, мирни протести, ве молам, покажете достоинство према овие жртви, да протестираат со позитивна енергија. Да народот види нешто позитивно во оваа држава, а тоа се младите. Да протестираат како поддршка на власта да се справи со корупцијата? Да се справи со корупција и тие да помогнат во сите институции од внатре да се почне борба против корупција. Судот во Србија почна борба против корупција од луѓето внатре. Се одважија неколку обвинителки јавно да кажат и да се пуштат во борба, неколку судии се прошири, кај нас сите ќутат. Има чесни судии и обвинители во Македонија кои мора да ја покренат од внатре. Системот е трул. Од внатре знаат кој е поштен судија, а многу е малце да именуваат тие своји колеги и да се очисти системот. Не може од надвор да се очисти. Токму тоа, најголемиот проблем очекувате ли да биде судството, обвинителството, со оглед на тоа што и досега оправдувањето беше, да, нашиот едниот од гостите мора да се замине порано поради претходно договорен состанок на друго место. Господин Илиевски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам многу. Да. Довидување. Поздрав, довидување, се гледаме во следна пригода. И јас и Дејан Србиновски ќе продолжиме разговорот уште неколку минути. Токму така, да, Горан. Оправдувањето на власта досега беше дека не отсуствува, барем во првите неколку месеци, порешителна битка со корупцијата и криминалот поради отпорот на судството и обвинителството. Потоа видовме сериозни случаи на криминал и корупција за која власта доби поголема јавна поддршка. Меѓутоа, повторно е работата на прашањето за тоа колку тоа расчистување ќе може да биде длабоко со оглед на закоравениот судски систем и недоверба под 1% на одство на судството. Тоа е можеби најголемиот чекор кој што сега е моментумот да го искористиме и да се реформира. Секако, поаѓајќи само од себе за некакви обични судски предмети кои што сите во текот на животот ги идеме, гледаме колку долго се одоговлекуваат. Познат ни е историјатот на претходните несреќи кои што ги споменати ласкарци, авионите, потонувањето на бродот во Бугарија и видовме каква завршница има тие. Се надевам дека овие за сега, се надам и да останат 59 прерано загубени животи, ќе бидат сигналот и црвениот аларм тоа судство да проработи онаа морални и етички кодекс кај секој поединечно во општеството, а особено во правосудната фела. Него спомнавме опасниот мазут, за кој исто така има предмет истражен, за кој лица се во притвор,
А загадувањето на воздухот убива и до 3000 луѓе годишно според статистиката на Светска банка? Како што напомена, во секоја пора, Горан, треба македонското општество сега да тргне во решавање и во еднаш за секогаш расчистување со таа корупција која што сите говориме, меѓутоа и несвесно ја спроведуваме од однос за завршување на работа на најобична некоја услуга на шалтер до некои посериозни работи во здравството. Меѓутоа, паниката се создава, односно капката ја прелева чашата кога корупцијата почнува да го зема данокот во крв, кога гинат луѓе. Кога се поставува прашање, кога одиме по улица и колку се чувствуваме безбедни кога поминуваме на пешачки премин, колку се чувствуваме безбедни кога поминуваме преку мостовите кои не се контролирани со години или не знаеме дали се контролирани. Одговорност, транспарентност. Колку се чувствуваме безбедно кога се возиме во лифт? Горан, тоа е еден од работите, една од низата на оние работи кои што секојдневно за жал ќе треба сами, бидејќи недостасува безбедност на државата, сами да ги проверуваме лифтовите, такси возилата, автобусите во кои што патуваме. Говорам уште еднаш, би сакал овде и да завршам со мислата. Неопходна е суштинска реформа, неопходна е општествена одговорност, отчетност и транспарентност не само на владата, но и на секој поединец и на секоја општествена одговорна личност, вклучувајќи и ние како новинари, да придонесат ова општествено лудило во кое што за жал живееме повеќе од 3 децении, еднаш за секогаш да го решиме или еднаш за секогаш да му објавиме војна и реформски и суштински да навлеземе во средување на сите оние работи кои што не засегаат нас секој поединец лично. Кусо само на крај, кога Платон вели корупцијата ја убива и надежта. Имаш надеж, оптимист си? Секогаш оптимистички пристапувам кон сите проблеми, не само ради професијата која што ја обавувам, ради и наративот кој што го споделувам, дека и оваа влада, меѓутоа и овие институции, ќе влезат во суштинска борба со онаа корупција и нетранспарентност и подкупливост. Какви ќе бидат резултатите, тоа за жал не можеме сега да прогнозираме, но убеден сум дека ова е оној аларм каде што ќе се пробуди општеството и ќе направи некаква политичка па и општествена пролет овдека во земјава. Дејан Србиновски, ти благодарам многу за гостувањето во утринска на Телма.